Во вашиот говор за буџетот, рековте дека предвидувате средства за развојни програми во образованието. Јас би ве прашала за каков развој и за какви реформи ние овде треба да зборуваме од вас, кога илјадници деца оваа учебна година останаа без компјутери и интернет да ја следат далечинската настава, вашиот изум, а од март до јули Министерството за образование и наука ништо не сработи, а можеше. Во август Бирото за развој на образованието си беа на колективен одмор, владата се крчкаше, па дојде септември и ве фати неподготвени. Учебната година започна во октомври и се случи колапсот на националната платформа за далечинско учење, па сега нели се користи онаа бесплатната Microsoft Teams платформа. Министерството за образование и наука, колешка, имаше добри 6 месеци за сериозна анализа и изготвување на сериозен план и програма за оваа учебна година, во кој што ќе можеше да биде предвиден буквално секој поединечен пример и случај на исклучок. За жал, сериозни работи не се за несериозни луѓе. Оваа учебна година, колешке Тасевска, и второто полугодие од таа што помина, ќе остават трајни последици врз цели генерации. Вака ли вие вложувавте во човечкиот капитал? И кога веќе него го споменувам, ќе ви известам дека Светска банка во септември оваа година излезе со соопштение за печат во кое, според индексот на човечки капитал, дете родено денес во Македонија би достигнало само 56% од својот потенцијален човечки капитал кога ќе порасне, во споредба со оно што би можело да го достигне доколку добие квалитетно образование и квалитетна здравствена заштита. Или сублимирано, на нашите деца со завршено средно образование ќе им недостасуваат цели 3,7 години квалитетно учење. Тоа е тоа, колешке Тасевска, но за крај би сакала за оваа најактуелната тема да прозборам со вас, бидејќи нели вие доаѓате од Куманово, градот каде што на 11. октомври 41-та пукнаа првите пушки за ослободување на Македонија од фашистичкиот окупатор. Дали се согласувате со најавите на вашата министерка за образование да ја разводни историјата како предмет и од еден од приоритетните за јакнење на националните чувства кај децата да го вметне во некакво си граѓанско образование? Како ќе им погледнете, колешке Тасевска, утре на вашите колеги професори по историја? Или како, например, на еден следен 11. октомври би им задале тема за есеј на вашите ученици? Дали може би административната македонска револуција, колешке? Срамота.